Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Нестор и преподобниот Нестор Летописец. Светиот маченик Нестор. Во времето на страдањето на светиот Димитри Мироточив во Солун, имало некое момче Нестор кое се научило на Христовата вера од самиот свети Димитри. Во тоа време христоборниот цар Максимијан приготвил разни игри и веселби за народот. А царев миленик бил некој вандал по име Лий, со голијатски раст и снага. Како царски гладијатор, Лий секојдневно ги предизвикувал луѓето на борба и ги убивал. И крвопролевањето на Лий го развеселувало крвожедниот идолски цар. За борбите на Лий, царот изградил посебна арена како едно гумно на столбови. Одоздола под гумното имало набодени копја со врвовите во висина. Кога Лий некој во борбата ќе го победел, тој ќе го турнел одозгора од тоа гумно врз целата шума од исправени копја. Наоколу стоел незнабожечкиот народ со својот цар и се веселеле гледајќи како некое бедно човечко суштество се превиткува во маките на копјата се додека не издивне. Помеѓу Лиевите жртви имало и многу христијани. Кога во некои денови никој не ке се пријавил доброволно, тогаш по царска наредба биле влечени со сила христијани да се борат со Лий. Гледајќи го тоа ужасно незнабожечко развеселување, на светиот Нестор срцето му се парало од болка. И тој решил самиот да излезе да се бори со дженовскиот Лий. Претходно отишол во затворот кај светиот Димитри и од него побарал благослов за тоа. Светиот Димитри го благословил, го прекрстил со знакот на крстот на челото и на градите и му прорекол: „Ке го победиш Лий, но за Христа ќе пострадаш“. Младиот Нестор излегол на борба со Лий. Бил присутен и царот со мноштво народ. Сите го жалеле младиот Нестор и го одвраќале од борбата со Лий. Но Нестор се прекрстил и рекол: „Боже на светиот Димитри, помогни ми“. И со Божја помош Нестор го совладал Лија, го превртел и го турнал на острите копја каде тешкиот джин брзо ја нашол смртта. Тогаш целиот народ викал: „Голем е богот на Димитри“. Царот се засрамил пред народот, се растажил по својот миленик Лий и многу им се налутил на Нестора и на Димитрија. Злобниот цар наредил та Нестора со меч го убиле, а Димитрија со копја го прободиле. Така го завршил својот млад земен живот овој славен христијански јунак Нестор во 306 година и се преселил во царството на својот Господ. Преподобниот Нестор Летописец. Во својата 17-та година стапил во манастирот Киево-Печерски, при игуменството на светиот Теодосиј. Ја напишал првата историја на рускиот народ, во која ја вметнал и историјата на руското подвижништво. Се одликувал со необична смиреност и со кроткост. Во своето славно книжевно дело, Нестор често себе си се нарекувал недостоен, груб човек кој ништо не знае, исполнет со секаков грев. Но Бог кој ги познава човечките срца, го прославил овој прекрасен угодник. Кога Нестор се упокоил на 27 октомври 1114, неговите мошти направиле многу чуда.
Твоето